Здраво, ова е 48-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Disobedience на Себастијан Лелио, во кој станува збор за Ронит Крушка, глумена од Рейчел Вајс, која се враќа во незината ортодоксна еврејска заедница, од која била избркана поради привлечноста кон незината пријателка од детството Ести, глумена од Рейчел МекАдамс, која во меѓувреме се мажи за нивниот пријател Довид, глумена од Александра Нивоа. Штом се разгора страстите, ќе се поместат и границите на вербата и сексуалност. Преку монтажата на сцени на безволност и потресеност се запознаваме со бунтовната фотографка, која поминува низ фазите на губитокот на незиниот татко. Незиниот предизвик е враќањето во домашното огниште, кај што судите одат до тие екстреми што неја ни сметаат за достојна ќерка на рабинот и обвинуваат дека не била покрај него во миговите на смрт. Ликот на таткото е реконструиран низ филмот преку неговите конзервативни гледишта и нивните последици. Следствено, простор се отстапува на секундарниот женски лик, кој во неговата арка треба да ги реализира потиснатите пориви кои ги гаел. Подбрачната фасада, бранета со строги религиозни догми, не е све така како што изгледа. Играта на погледи сведочи за тоа и присуството на Love Song на Cure е наменски протнато на радио, помеѓу ликови кои ја преживуваат незината лирика, тивко подпегнувајќи ги своите тајновити сласти. Западното живење во Њујорк со фотографирање на тетовирани модели е поставено како контрапункт на традиционализмот на еврејската заедница, која предпочита примерност и осудува секаков подвиг надвор од нормите со казнлива девијација со прогон. Филмот јасно ни го потенцира местото на жената во јудеизмот, како покорна и послушна сопруга која му робува на сопругот, за да зачува чест и достоинство, земајќи го дури и неговото име. Од феминистички аспект се поставува прашањето за бракот како институционална облигација, напоменато им е на девојките да се женат и да имаат деца, да бидат поробени во брак без љубов и слободна волја и да се претворат во тоа што другите сакаат да ги видат. Мажите се тие кои го присвојуваат домот и полово ги сегрегираат од делите во синагогата. Бракот никого не излечил, најмалку со патриархат. Струполувањето на рабинот за време на проповед за слободна волја на мажите и жените во прологот се врзува со кулминацијата на филмот, на говорот на Довид, кој ги довршува и поправа неправедните закоравени светогледи на рабинот, кој контрадикторно проповеда слобода, а не ја допушта. Од сексуалните алузии на Тората до самото реобединување, кое ќе разгори пламен кој тлеел со години, и ќе доведе во една оргазмична ерупција на чувства на двата ликови, која колку и да е енергична не може да се мери со естетизираната еротика во Below Her Mouth, The Handmaiden и Blue is the Warmest Color. Радикалниот епилог, кој се двои од адаптираната книга, води кон незадоволство на сите ликови и ја засилува пораката на филмот со тоа што клаузата да се живее долг живот се претвора во измачување кога не е поминат животот со саканиот. Чилијанскиот режисер Себастијан Лелио по втор пат се наоѓа на репертоарот на Видеологија во оваа сезона затоа што неговото исклучително дело Fantastic Woman ги заслужи сите почести да биде дел од епизодата, во која го најави снимањето не само на овој филм, туку и на неговиот втор филм во неанглиско говорно подречје, односно состојниот ремейк на Глорија со Џулијан Мур, кој моментално е во постпродукција. Тој во неговите филмови смета дека главните женски ликови нужно е да се соочат со осудувачите и заробувачи на нивната слобода и нарав и комплетно да се реализираат себе си како индивидуи. Интимната поврзаност на читателот со ликовите во книгата на Наоми Олдерман не мора да значи дека ќе биде воспоставена и меѓу гледачот и актерите за нецели 2 часа. Монтажерот Нейтан Ноџен требало да посочи дека вишокот на промотивен материјал на еврејската заедница знае да му наштети на гледачкото искуство. Филмот, кој и без тоа има линеарна премиса и едноставна структура, на моменти делува како да недостасуваат клучни парчиња на диалог кои
оставаат невидливи празнини без кои не се врзува драматуршката целина, давајќи ми го мнението во кое не сакам да верувам дека ова е избрзан филм со цел да се капитализира стекнатиот претходен успех. Метју Херберт, композиторот на Fantastic Woman, и во овој филм ја употребува симфонијата да му комплементира на сексуалниот чин и ја акцентира љубовта, а во останатиот дел од филмот е нечујна. Од Дени Коен, кинематографот на периодичните филмови и миленик на оскаровците како Викторија и Абдул, Флоренс Фостер Дженкинс, The Program, The Danish Girl, Room, Les Miserables, The King's Speech, би очекувале препознатлива колоритна фотографија, меѓутоа поради тежината на конфликтот и губитокот на животот и слободата, се одлучува за бледило, сивило и синило на домовите, речиси анахроматски тонови, при што сосема е јасно дека актерите во крупни планови ќе мора да го носат филмот со собствените емоции, а избледениот клаустрофобичен простор ќе ја представува ригорозноста на заедницата, на која ако не ти се допаѓаат правилата, можеш да ја напуштиш. Заедницата нема да ја приспособи својата установена прагматичност за нечии страсти. Филмот ја имаше премиерата на ТИФ, а потоа беше прикажан во Гетеборг, Москва и на Трибека и Сиетл, па дури и на Скопскиот филмски фестивал во Македонија. Филмот содржи ликови кои неапологетски се впрегнати помеѓу премолчените страсти и каноните, односно убедувањата на конзервативната заедница со кои се косат, поседувајќи слободна волја која не смеат да ја употребат. Ако морам да го еволуирам, тогаш Disobedience од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 48-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!